Здраво, златен човеку, да те замолам, се работи за 17 годишно дете кое ќе го погребаме. Собираме донации, па дали ќе сакаш да помогнеш да донираш? Вакви повици за донации се почесто ги добиваат граѓаните од Македонија, но и во странство, од измамници кои сакаат да ја искористат трагедијата во Кочани за да изнудат пари. Се представуваат како блиски до семејствата на настраданите и повредените, па на тој начин ја користат хуманоста од оние кои сакаат искрено да помогнат. Еден ваков обид за измама доживеал и Воислав Дабевски, кој живее во Осло. Откако понудил помош за семејствата чии блиски се лекуваат во Норвешка, добил повик од профил кој се представил како Филип Мицевски, 20-годишниот син на пејачката Сара Пројковска која загина во пожарот. Тој ми раскажа дека неговата сестра која била со Сара во клубот сега лежи во болница во Скопје со тешки изгореници и дека во петок треба да ја префрлат во болница во Осло. Звучеше вознемирено, дури и плачеше, толку убедливо што почнав да го тешам. Потоа ми побара пари за маст за изгореници и тогаш почна да се сомнев. Давевски, откако добил фотографија на пасош од лажниот профил, забележал по годината на раѓање дека станува збор за 30 годишен маж, а не 20 годишно момче. Во меѓувреме се распрашав во пријатели за да проверам дали приказната е вистинита и како што претпоставував беше целосна измама. Затоа бидете внимателни. Во светот има измамници кои ќе се обидат да ја искористат вашата добрина, но јас и понатаму верувам добри луѓе постојат. На ваквите измами алармираат и реагираат од Црвениот крст. Граѓаните да не наседнуваат на ваквите измами, а сите кои сакаат да помогнат со донации тоа да го направат на официјалната сметка на Фондот за солидарност. Имаме многу лоши коментари на социјалните медиуми, потоа исто така лажни профили на луѓе кои што се представуваат дека се чинови на семејство. Навистина е тоа загрижувачко заради тоа што тоа не е олицетворение на народот кој што живее во оваа држава. Сите заедно треба да се бориме против ваквите појави. На официјалната сметка за донации, но и со вртење на бројот 143400, до сега се собрани 30.088.821 денар помош за семејствата на настраданите и повредените во трагедијата во Кочани.